Се смета дека танцувањето е важно исто колку и математиката и дека со помош на танцувањето и вежбањето може да направите трансформација буквално на телото и на психата. Затоа, бидејќи посакуваме добро на секој од вас што не следи, во студиото на Маестрална ја поканевме Сара Кучан, собственик на Dancers United. Така, заедно со нас ќе имаме и некои практични вежби во текот на нашиот разговор, ќе ги видиме. Добро ни дојде официјално. Здраво, добро ве најдов и благодарам на поканата. Како дојде на идеја, од колку години вежбаш за да станеш собственик на студио што понатаму други генерации ќе ги образува во оваа насока? Dancers United постои од 2013 година. Јас со танцот се сретнав во моите јуниорски години, иако претходно тренирав карате, гимнастика, меѓутоа не се пронаоѓа во тие дисциплини, се дека не се сретнав со танцот и веќе тогаш знаев дека тоа е тоа што сакам да го правам. Иако беше хоби. Моментот кога се сретнав со Нирмин, со мојот сопруг, он е исто танчер, беше тука дојден од Сараево за некој проект и започнавме да танцуваме заедно, станавме партнери, станавме танцови партнери и решивме нашата љубов према танцот да ја направиме и да биде достапна и за другите и тоа да биде и наша работа. Да го работиме тоа што го сакаме впрочем. Така и започна таа приказна. Колку луѓе, односно колкав тим го сочинува Dancers United со оглед дека не е од вчера? Во моментот нудиме програми балет, хип-хоп, зумба, аеробик и нормално латино танците. Во секој департамент има лиценцирани и школувани учители, професори и инструктори за таа дејност. Сега сме 10 луѓе вработени во Dancers United и секој си ја води својата како ја кажеме, гранка на клубот. Така, на самиот крај, пред да ги видиме и вежбите и да представиме, впрочем, дел од она што го правите во Dancers United, како во време на корона на самиот крај, бидејќи тоа е нешто неизбежно што мора да го напоменеме, функционираше Dancers United? Дали беше се затворено? Dancers United беше затворен, како и сите. Протоколот за работа го добивме неодамна. Супер си функционира, почна сите танцови студија сега да функционираат, имаме одличен протокол. Имате и фитнес, и аеробик, и пилатес, фитнес, и зумба. Фитнес, и аеробик, и зумба. Сите наши тренери се лиценцирани тренери, додека во текот на корона да кажеме, имавме онлайн часови додека беше се затворено. Тиравме со онлайн часови, меѓутоа не е тоа. Сега сме назад во сала и во физичкото присуство и како што кажав, оној социјален момент, мотивацијата која што се добива, енергијата која што се добива во сала допринесуваат до тоа. Денеска со нас тука е Алекс, наша инструкторка лиценцирана по зумба. Денеска подготви она некои мали вежби, пак оваа корона што ја спомнавме, 6 месеци бивме затворени, повеќето од нас немавме повеќето нема физичка активност, тоа најмногу фалеше и кај децата и кај возрастните, тие активности и рутини секојдневни беа прекинати и се смисли Алекс, направи една комбинација на многу лесни вежби кои предпоставам може и гледачите во овој момент да ги активираме. Може да се активираат или може би да се нема старосна граница, така? Нема старосна граница од најмали до најстари кои што ќе помогнат за будење на телото и за растегнување на телото во било кој момент. Низ цела недела и низ целиот ден во било кое време, дали наутро, дали после работа, дали во еден момент кога ќе се чувствувате затегнати или ви треба малку размрдување. Едноставни 5 минути траат. Токму тоа ни е потребно и на нас, меѓутоа и на гледачите, така да пред самиот крај на неделата да малку се размрдаме. Можам и јас да вежбам, Марко? Ајде ќе видиме.